Почитувам подпредседател на Собранието Горан Мисовски, почитувани пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дами и господа. Со гордост ви го презентирам годишниот извештај за извршените ревизии и за работа на Државниот завод за ревизија за 2022 година, кој е изготвен на благодарение на добро воспоставениот систем на работа, обезбедените добри технички и други услови потребни за непречено извршување на работата, посветеното раководство и вработените, со што успеавме да ја сумираме нашата работа во овој извештај. Мисијата на секоја врховна ревизорска институција е да придонесе за здраво финансиско управување со јавните средства, па оттука водењето грижа за јавните средства и давање јасни, ефективни препораки со кои ќе придонесеме за управување со истите се основна мисија и визија на Државниот завод за ревизија. Во годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2022 година се содржани на нашите 1242 утврдени состојби, 775 препораки од 223 ревизорски извештаи, преку кои ние доставивме објективна информација за работата на ревидираните субјекти. Во однос на показателите на нашето работење, со ревизиите во 2022 година, го зголемивме опфатот на ревидираните расходи во однос на вкупните буџетски средства, а значително се подобрени показателите за спроведување ревизорските препораки и во исто време зголемена е додадената вредност за извршените ревизии пред се делот на висината на утврдени, помалку пресметани, помалку вратени, односно помалку платени средства во буџетот на Република Северна Македонија, што укажува на фактот дека придонесот на Државниот завод за ревизија кон сојакнување на институциите и менеджерската одговорност е позначен во нашето општество. Имено со извршените ревизии од годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2022 година, додадената вредност од извршените ревизии на Државниот завод за ревизија обезбедува поврат во буџетот на Републиката во однос 1:11, односно еден буџет на Државниот завод за ревизија обезбедува поврат во буџетот на државата во износ од најмалку 11 буџети на Државниот завод за ревизија, односно ненаплатени, помалку пресметани и уплатени средства во буџетот на државата изнесуваат 1 милијарда 464 милиони денари, односно 23 милиони евра. Со ревизиите на успешност, која на моје задоволство од година во година добиваат се поголемо значење, се фокусиравме на прашањата што се актуелни од интерес за јавноста и останатите засегнати страни, со посебен акцент доданата вредност на истите и квалитетот на услугите кон граѓаните. При изборот и дефинирањето на опфатот на ревизиите, како и досега се водевме од нашите стратешки цели, но и начелата за транспарентност и наменсто трошење на средствата и подобрување на квалитетот на услугите, достојни за граѓаните на нашата држава. Имајќи ги предвид овие аспекти, а со цел да изследваме во пресред на предизвиците настанати пред актуелните случувања во годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2022 година, вклучи ревизија на успешност која се однесува на подготвеността на енергетскиот систем во нашата држава да се справи со енергетската криза и даде соодветни препораки за наменување на утврдените состојби. Во нашите ревизорски извештаи без оглед на видот и целите на ревизиите, освен за состојби кои ги констатираме кај субјектите предмет на ревизија, укажуваме и на системски слабости, односно слабости и недоречености во регулативата на одредените области. Со укажувањето од потребата за нивно надминување, даваме придонес за зајакнување на правниот систем и создавање на поволен амбиент за понатамошен развој на правните субјекти. Во континуитет вложуваме во понатамошниот развој на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција и подобрување на ревизорските процеси согласно меѓународните стандарди и најдобрите практики на земјите членки на Европската унија, како и во однос на професионалните знаења и вештини на вработените. Државниот завод за ревизија значајно активности ги спроведе на меѓународно ниво, како во рамките на членството на Европската и меѓународните организации на врховни ревизорски институции, така и во рамките на други меѓународни организации. Државниот завод за ревизија во остварувањето на своите стратешки цели се стреми да се работи со граѓаните и медиумите со цел зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста во користењето на средствата на даночните обврзници.
За таа цел континуирано презимаме активности за зголемување на бројот на засегнати страни. Со задоволство може да истакнам дека тој број во месец декември 2022 година изнесува 1110, а овој момент 1200 засегнати страни, што укажува дека 1200 засегнати страни добиваат информации кога ќе биде објавен одреден конечен ревизорски извештај. Ние како Државен завод за ревизија сметаме дека имаме храброст да ги видиме работите онакви како што навистина се, како и вештини кои ни помагаат да го продолжиме процесот на добивање доверба, препознатливост на работата на институцијата, зајакнување на угледот независноста, објективна и ефикасна врховна ревизорска институција во насока на заштита на средствата на даночните врзници. Нашата работа е потврдена не само од домашни меѓународни организации. Напротив, во извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија во процесот на европската интеграција за 2023 година, во поглавје 32 финансиска контрола, надворешна ревизија, јасно и недвосмислено е потврден нашиот квалитет на работа и резултатите со кои се постигнати, зашто изразвам благодарност до сите вас за досегашната соработка и поддршка, до вработените во Државниот завод за ревизија и секого до сите донатори кои дадоа своје придонес во развојот на Државниот завод за ревизија. Верувам дека нашиот квалитет на работа, нашата професионалност и интегритет ќе представувајќи побуда и интерес во ранениот период да се обезбедат доволно човечки, материјални и финансиски ресурси за работа на Државниот завод за ревизија, соодветно вредување на трудот на вработените во Државниот завод за ревизија, донесување на новиот закон за државна ревизија, кој веруваме и очекуваме дека треба да биде веќе во собранинска процедура, и вредување на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција во Уставот на Република Северна Македонија. Ви благодарам на вниманието.